Почитувани, ве молам за внимание. Почнуваме со свеченото отворање на 45-тиот македонски бисер во борење слободен стил. На почетокот македонската химна. Денес на Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Хвала. Тоа беше македонската химна во изведба на Александра Кукушев. Да ја поздравиме уште еднаш. Почитувани председател на Боречката федерација Дејан Богданов, почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, почитуван председател на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, почитуван градоначалник на Струмица Костадин Костадинов, почитувани спортисти, тренери, спортски работници, почитувани гледачи на македонската телевизија, дами и господа. Добре дојдовте на свеченото отворање на традиционалниот меѓународен турнир Македонски бисер, кој оваа година се одржува по 45-ти пат. Струмица е град на спортот, град на легендарниот Благој Статов, еден од најдобрите македонски голмани во историјата и една од најзначајните спортски личности, идол на многу генерации. Од тие генерации произлегоа лидери во македонскиот спорт, така што сега Струмица е град на врвни спортисти, актуелни европски и светски звезди, кои во своите спортови имаат огромен придонес за учество на европски првенства. Најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев, најдобриот одбојкар Никола Ѓорѓиев, кошаркарскиот ас Владо Илиевски, кој го постигна најзначајниот кош во историјата на македонската репрезентативна кошарка. Конечно, Струмица е град на голем број спортисти од поединечните спортови, пред се боречките, а борењето е најуспешниот и најтрофејниот во историјата на македонскиот спорт. President of the Olympic Committee of North Macedonia, Daniel Damevski, Mayor of Municipality of Strumica, Kostadin Kostadinov, dear athletes, coaches, sports and professionals, dear viewers of the national TV, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of the traditional international tournament Macedonian Pearl, which this year is held for the 45th time. Strumica is city of sports, city of the legendary Blagoje Statov, one of the best Macedonian goalkeepers in history and one of the greatest sports figures, idols of many generations. Strumica is a city of top athletes which are currently European and world stars, including Goran Pandev, Nikola Ѓорѓиев, Vlado Ilievski. Macedonian city Strumica had a number of athletes from individual sports to wrestling. And wrestling is the more successful and the most
trophy sport in Macedonia. Борењето има трофеи од олимписки игри, од европски и од светски првенства, но тоа е спорт кој го има и најдобриот спортист во 20. век, Шабан Трстена. Да го поздравиме. Го има и најдобриот тренер во историјата на македонскиот спорт на 20. век, Насе Насев. Кога сме кај поединечните резултати, Трстена е човекот кој освои се во блескавата кариера, го освои олимпискиот сон, го покори светот и се уште е рекордер во 125 години олимписка историја како најмлад олимписки шампион со олимписката титула во Лос Анџелес 84 година. Кога зборуваме за македонскиот бисер, токму Трстена со 11 освоени титули е рекордер во историјата на овој престижен турнир. Македонскиот бисер е меѓу најстарите турнири со огромна и долга успешна традиција во Европа. Тој е символ за нашиот најтрофеен спорт. Приказната почна во 1977 во Струга, од тогаш до денес бисерот имаше голем број олимписки, светски и континентални медалисти кои настапија на овој турнир. Низ годините, вкупно 11 градови добија можност да ја почувствуваат магијата на борбите во кои страста, емоциите, желбата и амбицијата на сите учесници да бидат победници беше пресудна. Струмица годинава повтор пат е домаќин, првиот пат беше 1997-та, а сега точно на 60 години од почетоците на боречките активности во градот, главно преку клубот Извор. Macedonian Pearl is among the oldest tournament with a huge, long and successful tradition in Europe and our symbol of wrestling tournaments. This sports story begins in 1977 in Struga. Since then, the Macedonian Pearl, they are participants for numerous Olympic, world, and continental medalists. Through the years, 11 cities got the opportunity to feel the magic of the fight with passion, emotion, desire, and ambition for all participants and winners in this year. Strumica hosted for second time, and the first time was in 1997. Почитувани, а сега да ги поздравиме учесниците од земјите кои што настапуваат на ова првенство. Најпрвен борачите од Албанија. The wrestlers from Albania. Потоа welcome the participants for the country who are performing in this championship. Значи, тука си борачите од Бугарија, од Грција, Косово, Русија, Србија и домаќините, македонските надпреварувачи во борење слободен стил. А сега ќе го поканиме на бината претседателот на Федерацијата на боречки спортови, Дејан Богданов, да ги поздрави присутните. Само да напоменеме дека тој е меѓу најдобрите македонски борачи во последните 20 години, медалист на младински европски првенства, како сениор, неколку пати олимписки кандидат и меѓу најуспешните на македонскиот бисер со вкупно 6 освоени титули на овој престижен турнир. Поверете. Добро вечер, почитувани присутни, любители на борењето, борачи, тренери, суди, делегати, почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт, господин Наумче Мојсовски, почитуван председател на Македонскиот олимписки комитет, господин Даниел Димевски, почитуван градоначалник Костадин Костадинов. Good evening, ladies and gentlemen, wrestlers, coaches, referees, delegates, Director of Radnički of Youth and Sports, Mr. Naumče Mojsovski, President of the Macedonian Olympic Committee, Mr. Daniel Dimevski, and dear Mayor Kostadin Kostadinov. Борењето е најтрофен спорт во историјата на нашата држава. Е наша национална гордост. Тоа е единствен спорт кој ни е донесел златни, сребрени и бронзени олимписки медали, но и медали од светски и европски сениорски шампионати. Затоа и наша обврска како спортски работници е уште поголема да продолжиме тој пат и да ја вратиме славата на нашиот најтрофен спорт. Wrestling is the most trophy sport in history of our country and our national pride. This is the only sport that we bring gold, silver, and bronze Olympic medals. But not medals only from the Olympic Games, but from the World Championship, European Championships. That's why it's our obligation as sports professional to put more impact in the restore and the glory of the most awarded sport. Навистина сум горд
што е во услови на пандемија со која се соочуваме. Успеавме да го организираме и ова година традиционалниот, најпознатиот меѓународен турнир во борење во државата, а тоа е македонскиот бисер. I'm really proud, and in this situation with the pandemic, we managed to organize this year traditionally the most visited international tournament in the Western Macedonian Pearl. Благодарам до Агенцијата за млади и спорт, Олимпискиот комитет за соработката и поддршката која добивме и голема благодарност до општина Струмица и градоначалникот Костадин Костадинов за прекрасното гостопримство и поддршка во организација на денешниот турнир. Thanks to the Agency of Youth and Sport and the Olympic Committee of Macedonia for the cooperation and support we received, and the gratitude to the municipality of Strumica and the mayor Konstantin Kostadinov for wonderful hospitality and support in the organization of today's tournament. Почитувани спортисти, во посакувам спортска среќа и на крајот нека победи најдобриот. Ви благодарам. The athletes, let the best win. Благодариме на председателот на Федерацијата за боречки спортови, а сега директорот на Агенцијата за млади и спорт, која што е покровител на сите големи надпреварувања, традиционални турнири, така и на македонскиот бисер. Наумче Мојсовски. Добро вечер на сите присутни. Поздрав до председател на Олимпискиот комитет, градоначалникот на општина Струмица, председателот на Боречката федерација, сите гости, а секако поздрав до најголемата легенда наша Шабан Трстена, кој му дава едно одлично светло на овој турнир, секако. А поддршката од Агенцијата за млади и спорт заедно со Олимпискиот комитет се од огромно значење за Боречката федерација и за овој турнир. Се надевам дека и во следните години и секако. Јас потекнувам од Струга, а честа и задоволството е да кажам и да поменам дека овој турнир почна во градот Струга, се негува толку години и се надевам дека со председателот на Боречката федерација ќе му дадеме на поголема величина на овој турнир и се надевам дека ќе завршат успешно борбите. Ви благодарам уште еднашка и успешен ден. Благодариме на директорот на Агенцијата за млади и спорт, кој своевремено беше врвен спортист во ракомет и најдобар спортист на Македонија 2012 година, кога нашата репрезентација го освои 5-то место на Европското првенство во Белград. А сега да го поканиме председателот на Олимпискиот комитет Даниел Димевски. Борењето е најтрофениот олимписки спорт, споменавме Шабан Трстена, го има најголемиот резултат со златниот медал во Лос Анџелес. А само да го поздравиме и Могамет Ибрагимов, кој што има првиот медал во 21. век во или оној милениумска година 2000-та, кој што го освои бронзениот медал за македонската репрезентација. Повелете, Димевски. Благодарам. Драги спортски пријатели, денеска е чест да се виде со сите вас тука, со наши спортски легенди, пред се нашиот први златен олимпиец Моги Ибрагимов, голем поклон до тебе и благодарност за се што направи за нашата држава. Легендите како Шабан Трстена, го гледам тука и Шоров и уште многу други кои што навистина многу не задолжиле, бидејќи борењето навистина како името на турнирот е македонскиот бисер на нашиот спорт. Тој бил, е и ќе биде. Така да мислам дека борењето навистина има тек што да ни понуди на сите нас. Тука исто така го видов голем поздрав до нашиот олимпиец Мага Нуров. Медалот завлакно му избега во Токио, меѓутоа се надевам дека ќе ни го донесе во Париз. Поздрав до сите, да навиваме сите, да го бодриме борењето. Имаат одличен, млад, амбициозен председател кој што сум сигурен дека ќе направи многу за македонското борење, а впрочем и градот Струмица кој што е денес домаќин исто има нов млад градоначалник кој што ќе биде, се надевам, домаќин на уште многу вакви манифестации.
Благодариме председателот на Олимпискиот комитет, а сега ќе поканиме градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов. Споменавме, Струмица е извор на таленти, расадник на таленти, на врвни спортисти, но да не биде така само во екипните спортови, треба да се погрижат и боречките работници и сите оние кои се во индивидуалниот спорт. Го поканувам Костадин Костадинов да земе збор и да го отвори овој 45-ти меѓународен боречки бисер. Повелете. Добро вечер, почитувани гости, борачи од земјата и странство, почитувани членови на Боречката федерација на Република Северна Македонија, почитувани љубители на борењето и на спортот, воопшто, почитувани дами и господа. Огромно е задоволството да се биде град домакин на еден реномиран спортски настан, каков што е традиционалниот меѓународен турнир во борење слободен стил за сениори македонски бисер, кој годинава го слави своето јубилејно 45-то издание. Струмица, како да е предплатена за јубилеите, бидејќи за прв пат беше домакин на оваа врвна спортска манифестација во 1996 година, кога македонски бисер се одржа по 20 пат. А колку е значаен овој меѓународен турнир, зборува фактот дека истиот се одржува по календарот на Светската боречка асоциација, податок кој посебно не импонира и не прави горди. Сакам во оваа прилика да ги поздравам борачите, учесници од Словенија, Хрватска, Молдавија, Србија, Грција, Косово, Албанија, Бугарија и се разбира од Северна Македонија. И да им посакам убав престој во нашата преубава Струмица. Се надевам дека љубителите на борењето ќе присуствуваат на квалитетни борби и дека на крајот ќе победат најдобрите, но и дека од турнирот со сигурност ќе произлезат нови спортски искрени пријателства. Струмица од секогаш била позната како спортски град и има интенции таков и да остане. Но и покрај тоа, треба да се признае дека борењето и покрај тоа што во минатот бележеше бројни успеси преку боречкиот клуб Извор, денеска е во фаза на стагнација. Историјата на струмичкото борење памети број двонсеријски борачи од калибарот на Тефиков, Јусуфов, Кечев, Мицков, Аливкинов, Ристов, Ефтимовски и многу други, кои се закитувале со медали на значајни и балкански, европски, но и на светски надпреварувања. Па се надевам дека токму македонски бисер ќе биде доволен предизвик за рестартирање на борењето во нашата Струмица. Истовремено, сакам да верувам дека и македонското борење ќе се врати на старите и добри патеки. Како во златното време на Шабан Сеидију, Шабан Трстена, Зоран Шоров, Ристо Дарлев, Мухамет Ибраимов и останатите, бидејќи не смеем да заборавиме дека борењето е без конкуренција најтрофејниот македонски спорт. Со овие желби и со надеж за испишување на една успешна струмичка приказна во овие два дена, 45-тиот меѓународен турнир во борење слободен стил за сениори, македонски бисер, го прогласувам за отворен. Ви благодарам. Благодариме на градоначалникот на Струмица за овој говор и свеченото отворање. А ќе го поканам сега председателот на Федерацијата за боречки спортови, Дејан Богданов, да додели 3 плакети. Да, повелете. Значи 3 плакети, најпрвен токму за градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов, во име на соработката која што допрва треба да проложи овој еден почеток или враќање на оние стари денови кога Струмица имаше квалитетно борење и се надеваме дека во перспектива ќе има и големи таленти во овој спорт. Еве, повелете
плакета во името на Федерацијата за боречки спортови. Исто така плакета за Наумче Мојсовски, директорот на Агенцијата за млади и спорт, во име на соработката која што веруваме ќе придонесе за уште поквалитетни турнири во кои што пред се ќе ги видиме на дело македонските борачи во наредните години. И се разбира плакета за првиот човек на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, затоа што борењето беше, борењето е и борењето треба да биде еден од спортовите кои се лидери не само на европски и светски надпреварувања, секако и на олимписките игри. Тоа беше почитувани гледачи на македонската телевизија, почитувани присутни во оваа спортска сала, делот од свеченото отворање кој што се однесува на официјалниот дел, кој е турнирот е официјално отворен, а сега ќе ги поканам членовите на културниот дом Ацо Караманов од Радовиш за една изведба културно-уметничка програма предводени од професорот Изабела Ангелова. Да ги поздравиме, а во меѓувреме за неколку минути почнуваме со финалните борби на 45-тото издание на Македонскиот бисер. For this.
Да. Почитувани гледачи на Македонска телевизија, добар ден или добро вечер веќе. Поздрав од